Добар ден на сите. Дами и господа, почитувани гости и колеги, поборници за свет ослободен од насилство. Очигледната потреба од здружување на силите во борбата против родово базираното насилство укажува на комплексноста и перзистентноста на проблемот. Проблем закоравен во аномалиите на многу општества, понекогаш и премолчен, а сепак се присутен. Се разбира, ние нема да молчиме. Напротив, како и досега, гласно и заеднички ќе продолжиме да ги предизвикуваме бариерите и неретко стереотипите, кои му помагаат на насилството да екзистира во секоја општествена пора, без разлика на културните, социјалните или економските фактори. Затоа, мора да продолжиме да бараме решенија за безбедна и праведна иднина за секој поединец, во која лузните од насилството ќе бледнеат, оставајќи ги во минатото. За жал, во сегашноста се уште голем број жени и девојки се директно изложени на различни форми на насилство. Според последните податоци, кај нас 45% од жените изјавиле дека доживеале насилство во некоја форма, најчесто физички, ментално, емоционално, честопати премолчено и потиснато, со чувство на безпомошност. Овој поразителен факт, колку и да звучи застрашувачки, е всушност предизвик за нашата истрајност до целта. Родова еднаквост и општество без концепт на насилство. Цврсто сум убедена дека има помош за живот без насилство, како што кажува и темата околу која се собравме денес во Обединет фронт, вооружени со решителност и верба дека промените не се само нужни, туку и можни. Емпатијата, солидарноста се само дел од арсеналот во борбата против родово базираното насилство. Нашата цел не е само да обезбедиме привремен одмор од насилството, туку да изградиме иднина каде насилството е незамислив концепт. Тоа бара напори на институциите, граѓанското општество, приватниот сектор и поединци како секој од нас овде. Наша обврска е да создадеме услови во кои жртвите се заштитени, а сторителите повикани на одговорност. Превенцијата мора да стане основен дел од колективната свест. Токму тоа, промовирање и подигање на свеста е во сршта на проектот за родова еднаквост, превенција и заштита од родово базирано насилство во Северна Македонија, за чии цели и постигнувања ќе чуеме наскоро од следните говорници. Истовремено им ја изразува мојата благодарност за нивните напори при донесот кон визијата за општество, нетолерантно кон насилство, неправди и нееднаквост. Одбележувајќи го Светскиот ден на населението, денеска се подсетуваме на трансформативната моќ на родовата еднаквост. Годинешната тема на овој значаен ден за сите членки на Обединетите нации не само што ја потврдува универзалната димензија на проблемот, истовремено и повикува на славење на силата и потенцијалот на жените и девојките за придонес во секое општество. Ослободувањето на моќта на родовата еднаквост, подигањето на гласовите на жените и девојките за да ги отклучат бесконечните можности на нашиот свет е вистински повик за колективна акција во справување со последиците за кои се соочуваме сите како глобална заедница. Повик за засилен ангажман во креирањето на правичен и достоинствен свет за секого. Свет лишен од насилство, од страф, од дискриминација. Затоа, да продолжиме сите со своите лични и професионални капацитети да придонесуваме во битката со системските бариери и штетните стереотипи, за да го затвориме темното поглавје на насилството таму каде што припаѓа, во занданите на минатото. Благодарам.